Дечки, време за историја. Време за историја или Ако не чисто сега, само кога? Само да не се запалиме како коментаторот. Што не негира, ги описмени. Да, ги описмени. Добро, сега идеме на светско ниво, уште по на високо. Што ќе биде сега со Италија? Ајде, за ден-два играме. Ќе биде. Се надам дека ќе покажеме добар фудбал и дека не дај Боже и ако испадне дека нема да се обрукаме како што сме знаеле во минатото. Се надам дека ќе бидеме добар противник против европскиот шампион, сепак играме на гости без Елиф Елмаз, нашиот најдобар фудбалер може да се каже. Така. И очекувам тесен резултат, реално. Ај, нема да те прашам сега за прогноза од одма на резултатот, нека остане на тоа тесен резултат. Ги видовме составите и на едни и на други, кај италијаните не можам да кажам дека има некои изненадувања, нема, тие се играчите кои што го освоија европското плюс два тројца кои што се во добра форма сезонава. Кај нас има неколку изненадувања. Илија Несторовски не е повикан, што не е некое големо изненадување со оглед на тоа каква сезона имаше, ама нели? И повреден беше. Да. Се врати. Ама браќата Бабунски се изненадувања, Кико Наумовски, голманот на Шкупи, го поздравуваме доколку гледа, е изненадување, сега да бидеме искрени. Има ли Ердон Даци, кој што од Белгија за прв пат е повикан за репрезентација, мене ми е премногу мило за него, му ја пратам кариерата веќе 3-4 години, фантастичен, не ни треба таков шпиц во репрезентација, ама дали сега ни треба, не знам. Сега, што очекуваме од изненадувања, ќе настапат ли барем? Не знам, мене Бабунски ми е огромно изненадување, уште не знам. Давид? Да, Да. Ботев Враца е стварно несериозна екипа која Не, тоа беше брат му Доријан, не од Доријан, Ботев, сори, а да, овој Доријан. Давид е уште од послаб клуб, некој дојде. браќата Бабунски дефинитивно ми се изненадување и не знам како и зошто се повикани. Се надам дека ќе не разуберат и мене и сите скептици дека ќе направат нешто. Не мора многу по еден хетрик двајцата. Ситно. Хамба? Во изборот на репрезентативците не можам многу да кажам, поради тоа што не ги следам сите толку многу како што вие ги следите. Но едно што можам да го кажам е дека Доријан и Давид ми се стварно изненадување поради тоа што никој ги снема кариерите. Откако нели беа едни од во Барса, едни од во Реал младинските школи. И стварно ме зачуди со оглед на тоа дека и претходната репрезентација беше одлична, мислам претходниот состав беше одличен и сега да се направат овакви промени, не знам која е целта. Очигледно се разработи пофама машинаријата за промоција на играчи, за да направат некои добри трансфери ова лето. Но се надевам дека грешам исто како и вие, што се надевате дека грешиме ово што го кажуваме. Оно што највеќе ми дава надеж, може да кажеме дека голем дел од правотинците на Италија имаат некако лоши периоди. Да, тоа е забележливо, да. Имаат лош период на клубско ниво и се надам дека тоа ќе се одрази на репрезентативно ниво и дека ќе имаме помош, еве да кажеме, барем во однос со тоа дека противникот нема да биде на тоа ниво кое што сме навикнати да го гледаме последниве година-две. Да, човек, европски шампиони си. Да, и се надевам дека тоа ќе се одрази на репрезентативно ниво и дека ќе имаме тука шанса да еден процеп каде што ќе можеме да се протнеме, да стасаме до нашиот следен противник Турција. Да. Како рече, Vamos Ердоган. Да, Vamos Ердоган, идеме. Добро, ај на кратко тогаш прогнози за утакмицава. Слободно можете да бидете пристрасни секако. Колку и да бидам пристрасен, би одел на некој нерешено. Најпристрасен ако сум, пошто најголем ми сме че овако ние имаме најслаба екипа на хартија, најмалку вредна, додека Италија е втора највредна од сите. Втора највредна кога да се вредни луѓе, него се трудат. Не, по вредност е втора после Португалија, што за наша жалост во истата наша група. Му се приспива на тале од мојот тивок глас. Мислам дека ќе изгубиме 3-1. Тоа е реално оптимистички дека 0-3. Боле ќе биде службена недат, пошто сме многу незгодни. Добро. Ти?
гол на деби за Ердон Даци, 1:0, 88 минута и да ги пратиме на спиење. Следни ни доаѓаат Бруно Фернандеш и Роналдо, не се во форма, бегајте и тоа. Мислам реално, веќе кога сме сите здрави не се плашиме од Португалија. Или Филмас ќе ни биде достапен, Тихо Костадинов ќе ни биде достапен, а знаеме дека Бруно Фернандес и Данило не можат да им парираат на нив во средината. Не може Бензема го чуват, а Да, дека ќе го чуват. Абе немој не се зезај, ајде, не. Камба? Предвидувања? Предвидувањата се дека ќе бидат тесна такмица. Би сакал да излезе она што го кажуваш ти, да победиме со гол во последните минути. Мене некако ми е пореалистично нерешен резултат во регуларните 90 минути да бидат. Некој 1-1, нешто такво, но верувам во желбата, ентузијазмот и моментумот кој што створен во нашата репрезентација, дека ќе им даде плюс сили на нашите репрезентативци за да се изборат пред се за добра игра против Италија, достоинствено да се носат со нив и се надевам дека ќе биде тоа доволно за да поминат, да ги поминат италијанците, бидејќи знаеш, кога имаш нешто ново пред тебе, кога е нешто што навистина долго време би сакал да го оствариш, е моментот кога добиваш плюс сила и плюс воја да го направиш тоа и правиш нешто надприродно и не карактеристично за тебе за да го направиш тоа, нели? Сметам дека ние сме во еден таков момент сега моментално како презентација и дека ќе успеат момците да го направат тоа. Јас знаеш зашо мислам дека може да направат, зашто минатиот пат го приковме Милеси како овој како оној петарда на Ерменија, тепавме со Исланд, отидовме втори тука, така да треба поише да плукаме по Милеси. Да издоминираме таму. Хербоби пости за Катар. Тоа е тоа. Да, ќе бараме некое спонзорство за да одиме во Катар доколку отидеме на утакмица, нели дале и се пласираме на светското првенство. Им посакуваме многу среќа на нашите репрезентативци. Ќе гледаме оваа утакмица, многу е веројатно дека ќе се пуштиме во живо доколку успееме да се пласираме натаму, ако сме доволно трезни за тоа. Ајде, добро, ајде да не ветуваме премногу. Трезни, нема да се забележи се дека нема да бидат трезни. Пиење од љубов, татковината, така е. Сега за сега ве оставаме така, бидете добри, гледајте скратен корнер, навивајте за репрезентација, носете ги дресчињата во четврток. И тоа е тоа. Италија напред Македонија. Се надеваме дека фудбалските богови се со нас.